Добро вечер. Вечерва ми е задоволство и чест да ви ги представам моите гости. Вечерва гости на телевизија Нова 12 се председателот на партијата за народно движење за Македонија, универзитетскиот професор доктор Јанко Бачев, потоа генералниот координатор на Конфедерацијата на независни синдикати и член на партијата исто така, господинот Гоце Делчев Тодев, и председателот на Општинскиот комитет на Народно движење за Македонија, господинот Александар Стамков. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Господине Бачев, еве, вие како председател на партијата, како ја оценувате моментално политичката состојба или можеме да кажеме моментално политичката криза во Македонија? Па во периодот зад нас најактуелна беше политичката криза со така наречените политички бомби кои што беа во јавноста презентирани од страна на опозицијата, и таа криза веќе ве гледаме трае некаде околу година дена. И ние во контекст на таа криза како Народно движење за Македонија, како партија која во основа се бори за одбрана на националните македонски интереси, презедовме на поактивна улога. И во таа насока на 18 мај минатата година на Зоран Заев и Никола Груевски лично им доставивме еден предлог план за надминување на кризата со 7 точки. И од тој план беа прифатени 3 точки, но сега знаете како е, кај условно кажано по големите партии, они тоа нема да го кажат во јавноста, бидејќи се малку суетни кога доаѓаат предлози од други партии, али на наше задоволство, значи беа прифатени тие 3 точки и ние во основа на таа криза се залагавме таа криза да решаваме на домашен терен. Но за жал се види дека Никола Груевски и Зоран Заев немат државнички капацитет да ја решат кризата на домашен терен, со домашна памет и со домашно политичко единство, и нас не прави срекни како Народно движење за Македонија како се решава оваа криза, бидејќи има едно директно, веќе тоа е така и непримерно присуство на странските дипломати во земјата кои што се директно вклучени во оваа криза, иако според сите тие меѓународни дипломатски правила не смеат тоа да го прават, да се мешат во внатрешните работи на земјата, но гледаме дека фактички сега сите процеси во државата ги насочуваат странците. И нас тоа не прави срекни, бидејќи за Македонија беше така едно жално, едно навредливо како држава, како народ, кога гледавме како странците ги влечеа буквално Никола Груевски и Зоран Заев во клубот на пратеници, ги затвараа таму во ноќните часови по клубот на пратеници и во раните утрински часови подпишува некои решенија за излез од кризата. Значи нас тоа не прави срекни, бидејќи ние сметаме дека кризата секој пат треба да се решава на домашен терен, со домашна памет и со домашно политичко единство, бидејќи тоа единство е најсилната брана против секаква надворешна или внатрешна закана. Од друга страна, во однос на тој наш план што го, значи ние поднесовме, таму сега се да спомнам само уште една точка која што не ја прифатија, бидејќи сега гледаме најактуелно, најспорно прашање во таа криза се медиумите. Ние тогаш помеѓу во контекст на тие 7 точки предложивме една точка во однос на медиумите и таму им предложивме дека само за овие избори, бидејќи овие избори се одвиваат во едни вонредни околности, значи не се одвиваат во една така релаксирана атмосфера, во една тешка криза во која што заглавена земјата, и од тука предложивме само за овие избори сите медиуми да важи едно решение преодно во кое што сите медиуми рамномерно на дневна основа во таа 20-дневна кампања ќе го распределат бремето за сите партии подеднакво без финансиски надомест. Сега бидејќи се работи за приватни медиуми да не бидат оштетени, ние предложивме само овие избори да се финансираат од буџетот. На сите радиодифузери кои што ќе пренесуваат од изборната кампања да им се утврди од буџетот еднократно утврден паушален паричен надоместок, а за возврат на тоа значи да ги пренесуваат рамномерно сите партии за време на изборите. И од тука најважното прашање ќе биде решено. Медиумите ќе бидат финансиски обештетени, а партиите ќе добијат еднаков третман. Бидејќи ова сега што го гледаме од Никола Груевски и Зоран Заев дека бараат еднаков третман на сите партии, тоа е една голема измама за граѓаните. Гледаме како устите им се полни со демократија, но во задна го прават токму спротивното. Тие демократијата се сакат само за двете партии, за ВМРО-ДПМН и СДСМ, и напиша едно крајно лошо решение во изборниот законник во кој што предвидува на радиодифузерите на час емитувана програма да може да емитуваат 18 минути платено политичко рекламирање. И сега замислете, од тие 18 минути, 8 минути добива владеачката партија ВМРО-ДПМН, 8 минути СДСМ, 1 минута за партиите кои што немаат партијничка група во собранието, и замислете само 1 минута за сите вонпарламентарни партии. Значи, како ние се представиме пред граѓаните, каков е тој еднаков пристап, еднаков третман за кој што се залагаат овие двајца, така условно кажано, водачи на најголемите политички партии во земјата, бидејќи со таква минутажа значи се нарушува тоа уставно начело на еднаквост и равноправност на партиите. Така да, значи ќе повторам, тоа е една голема измама што го гледаме од нив двајцата, дека сакаат
еднаков третман на сите партии. Но реалноста е таква, ќе видиме ако опстаат овие решенија, ние во секој случај работиме на теренот како партија и сметаме дека без да оглед дали изборите ќе бидат во април или во јуни, како Народно движење за Македонија ќе излеземе на тие избори. Колку вие сметате дека има слободно изразување на медиумите и како го оценувате и класифицирате еве последно во интервју на господинот Заев на телевизија Сите? Па фактички тоа интервју ја покажа целата беда во македонско новинарство, кое што и натаму е заковано за тоа новинарско дно, да го кажам, бидејќи овие телевизии веќе во Македонија се поделија на два табори, тие со национални концесии што се кај локални, значи не ми е позната многу стојбата, но гледајќи овие национални телевизии со национална концесија се поделија веќе и не се кријат, не ја кријат ние нивната определба, се определија да известуваат, значи строго од овие од настаните на двете овие политички поголеми политички групации. И дури уште покатастрофална е состојбата и со радиодифузни и со јавниот радиодифузен сервис со македонската радиотелевизија и таму еве што спомнав пред малку во контекст на изборниот закон, таму па за неа е запишано дека за време на изборите 30% од програмата треба да емитуваат дневни настани. Вести од земјата и од странство, 30% да отстапи на позицијата на партијата на власт, 30% на опозицијата и само 10% за сите останати партии и уште да организира дебатни емисии само за условно кажано двете најголеми партии за време на изборите. А од друга страна се работи за јавен радиодифузен сервис. И сега тука имаме една апсурдна ситуација. ВМРО СДСМ се запиша една одредба во закон во кој што целосно ќе ја контролираат македонската телевизија, а од друга страна врските ги носиме сите. Сите ја плаќаме македонската телевизија. Така да ако веќе сака да се ја поделат македонската телевизија, коректно е пред граѓаните да излезат и нека се ја плаќаат. Двете партии, ВМРО и СДСМ, така да нека не ослободат. Значи во делот на врските сите сме исти за време на изборите. Ако повредиме некоја изборна одредба до изборниот закон, сите плаќаме исти казни, без разлика дали е ВМРО или Народно движење за Македонија, а од друга страна правата си ги присвојуваат за себе. Така ви благодарам. Сепак, денес сте во Гевгелија. Може да ми го кажете поводот, еве господине Гоце. Кој е поводот денес за посетата токму на Гевгелија? Благодарност прво за гостопримството од вашата телевизија. Помеѓу другото, поводот што денеска со господинот Јанко Бачев и со претседателот на Општинскиот комитет на Народно движење за Македонија е што дадовме јавна, отворена, недвосмислена, директна и цврста поддршка како Конфедерација на синдикални организации, односно како синдикална организација на независни синдикални организации на граѓаните на Гевгелија кои таксираат, односно кои се во такси здруженијата во Гевгелија. Им даваме поддршка се со цел и намера да ги ослободиме, да ги охрабриме и да им овозможиме да лавиринтот во кој влегоа во изминатите неколку месеци, гледајќи ги на националните телевизии како ги плукаат, како кажува дека биле против државата, гледајќи како ги нападна како граѓани на оваа држава кои практично уредно ги плаќаат нивните дажбини према сите можни државни институции, а од друга страна пак им сопреа можност да вршат јавен превоз на мигранти, на луѓе кои буквално од целиот свет, односно поточно кажано од Сирија, Ирак, Иран, Авганистан и така натака, кои се директно погодени од Блискиот исток, од држави, граѓани кои бегаат од војната, од злото на она што се случува на Блискиот исток, бараат прибежиште во делот на европскиот континент. Сите тие пак за несреќа на ова златна наша македонска држава се слеваат и доаѓаат на егејскиот дел на Македонија на Евзони, барајки пак преку Табановце да излезат преку македонскиот дел, мора да влезат на Гевгелија, меѓутоа пак се она што некој што сакал да направи во изминатиот период е да исклучиво владата го контролира начинот на транспорт на тие граѓани, меѓутоа целосно пак исфрлувајќи го делот на луѓето кои таксираат, односно кои живеат и работат од таа проблематика. Ние како Конфедерација на синдикални организации немаме синдикална организација која е врзана со оваа структура на граѓани во Гевгелија, меѓутоа као конфедерација имаме поединци кои се членови во конфедерацијата, не смеевме да не одговориме позитивно на
нивните барања и побарувања да денеска бидеме присутни овдека, гледајќи дека ни една политичка партија не сака во изминатите неколку месеци да и даат поддршка на оваа категорија на граѓани, не сакајќи да ги отфрлиме од она што се вика нормален процес на функционирање на работа, мораме практично заедно со некои од политичките партии да даеме поддршка. Ќе ја спомнам тука и практично Фродем, која начело со Јове Кекеновски исто беше денеска со нас на дел од барикадите, односно на делот на местата кај што беа организирани протестите, и сакам да пренесам за почеток да на граѓаните им е чиста ситуацијата, а тоа е следно: стапиме во контакт со здруженијата на граѓани кои се единствени групации кои правно ги застапуваат таксистите, и еден од следните чекори е да се дополнат сите барања кои до сега се изготвени и доставени до одредени институции, не би ги спомнувал во интерес на времето. Граѓаните се до тоа добро го знаат кои се тие институции кои се занимаваат со оваа проблематика, кои свој министерства се вклучени, кој координативен центар и така натака. Меѓутоа сакам да пренесам дека веќе се проширени дел од барањата кои според наше видување и предпоставка е дека е основната причина што не се овозможува и не им се дава можност на таксистите да превезуваат мигранти. И во текот на денот, најитно што можеме, ќе го доставиме до надлежните државни институции да го разгледаат барањето и да можеме за многу брзо време да деблокираме оваа ситуација во која се наоѓаат таксистите, да им се овозможи на таксистите да едноставно оваа крстосница, односно овој начин на превезување на мигрантите да биде практично со некаков вид бенефит за истите тие, да може дажбините што ги имаат, односно паричните суми кои ги имаат како обврска да ги плаќаат према локалната и централна власт, да практично Меѓутоа сепак да има некоја регулирана состојба во возењето, така. Ништо повеќе од она што законот предвидува. Значи ние не бараме да Еве, таксистите веќе неколку дена го блокираат граничниот премин Богородица. Тоа се случува последниве 3 дена, ако не се лажам, од 10 часот до 12. До 12 часот. Вчера и во четвртокот ми се чини, и така. среда, четврток и денес. Среда, четврток и денес. Колку што знам, дека се блокираше и дел од градот Гевгелија, стоја пред општина Гевгелија, меѓутоа тие велат дека никој не се заинтересирува за нивниот проблем и дека еве, ќе ви цитирам еден таксист, вели: ние психички и физички ќе стоиме тука се додека не паднеме. Баш така. Го поддржувате нивниот став и сметате дека државата треба да се погрижи за... Хитно, државата мора веднаш да стапи во контакт со овие здруженија, бидејќи синдикална организација официјална, локална, на територија на градот Гевгелија и на локално ниво не постои. Тоа е голема штета. Меѓутоа, во контекст на она што и господин Јанко Бачев напомена, ние сме во сериозна блокада. Ова не е само политички проблем на Република Македонија, која од 91 тонеме и денеска може да кажеме слободно дека сме на дното на политиката и опште во начинот на функционирање на оваа држава. Меѓутоа, никој не го поставува прашањето на функционирање на работниците, никој не го поставува прашањето како да се ослободиме од прангите кои ни ги наметна и СДС и ВМРО ДПМН со начинот на функционирање на синдикалните организации, односно синдикалните здружувања, затоа што тоа што го видовме во текот на изминатите неколку дена од страна на егејскиот дел на Македонија, односно на Ники, на преминот према Битола, кај што синдикалните здруженија на грчките практично земјоделци кажуваат со години наназад што значи европски здрав синдикат, како на кој начин тие си ги остваруваат нивните права. Значи синдикатот е основата и темелот на функционирање на работничките права. Така да и на денешниот протест, кај што трет ден протестираат практично таксистите, силно ги уверив самите водители на тие здруженија дека без формирање и без здраво синдикално обединување ние не можеме да си ги оствариме нашите работнички права, и бројката која ја гледаме од државните институции кои
изнесуваат 500.000 кои заминале во изминатите неколку години. Може само да се зголеми доколку тие што сакаме да живееме во оваа држава, поддржувајќи ги политичките партии во нивните политички заложби, во измени и дополни на законите, се со подобро живење во контекст на... Еве, например, да кажеме, тука станува збор и не само за криза во нашава држава, значи работава со мигрантиве и една глобална криза во моментот. Значи се случува во последниве 6 месеци со кој Македонија така се сочува. Што ако еве, например, се дозволи во наредниве недели, дозволиме да возат и таксисти и возот. За 2 недели, еве, например, да кажеме, Европа решава дека ќе се затвори границата и дека воз оди од, например, да кажеме, од македонско-грчката граница до Австрија. Тоа е сосема веќе друга проблематика. Тука станува збор тоа што, например, во Гевгелија, ако имавме 50 такси возила, сега има 350. Тие луѓе пак остануваат, знаете. Овдека, така е. И мислам дека тоа е еден голем проблем за гевгелиските таксисти, затоа што некои работи се моментални, нели, не можеш да рачунаш на нив во догледно време. Така е, меѓутоа има дел од тие мигранти кои имаат одредена парична сума која пријавуваат и ја носат со себе, значи за кои не представува никаков проблем, па од друга страна законската обврска на сите тие мигранти на пријавувањето е 72 часа да останат на територијата на Република Македонија и после тоа да бараат азил или пак да ја напуштат државата, значи е олеснително и ниеден од таксистите не би се нафатил како што го имаме случај до пред неколку месеци кај што имаме дузина на таксисти и на луѓе кои диво таксира, кои буквално заработуваа огромен број на кривични пријави за превезување на мигранти, кај што казните и затворските практично одлежувања се големи, односно високи, така да ниеден од таксистите кои се регистрирани не би се осудил да влезе во една криминална проблематика со која знаат дека ќе завршат во затворите. Према тоа, законите се кристално јасни и чисти. Као што напоменавте, доколку Европа и Европската Унија одлучи да од држава од Европската Унија, као што е јужниот наш сосед, да со возови се превезуваат директно до Австрија. Тоа е веќе проблематика, односно свршен чин за сите таксисти, тука не би реагирале, така и денеска на самите разговори, тука значи немаме ние никаков проблем со тој дел на начинот на превезување. Но, доколку тие се дојдени пешки довдека, до Евзони, односно до грчката страна, и доколку дел од сите тие мигранти кои сакаат што побрзо да... Така е. Зошто да не бидат вклучени дел од таксистите кои буквално ќе си платат нивните трошкови, односно за сето она што практично мора да плаќаат као дажбини, си ги регулираат преку општинските служби. Така, благодарам. Стигнавме и до вас. Господине Александар, вие сте председател на Општинскиот комитет на Народно движење за Македонија. Може да ми кажете како функционира локалниот штаб? Локалниот штаб на Народно движење за Македонија се наоѓа во трговскиот центар со јасни обележја, значи поставени знамења и огласна и табла. Како трета политичка опција во Гевгелија, значи ни ВМРО ни СДС, се надеваме дека ќе прераснеме во поголема политичка партија на локално ниво, значи нема да биде веќе се црно и бело, значи мора да гласаат граѓаните за едната или за другата. Нудиме многу подобра програма, која веќе ја имате на сајтовите и ја читате. Нудиме нешто ново во Гевгелија. Од секој ден имаме се повеќе и повеќе граѓани во Гевгелија кои што се интересираат кои сме, што сме и од каде сме, кои се нашите политички определби, зошто се залагаме за трета опција и зошто одиме малку понапред од сите овие што се до ден денес биле и се сега на власт. Како председател на Општинскиот комитет на Народно движење за Македонија можам да спомнам една бројка која што за краток период веќе граѓаните не препозна со тоа што излегуваме јавно и секаде ги кажуваме проблемите на Гевгелија и на гевгеличани и малку пошироко од Гевгелија. Значи првата пресконференција која што одржавме пред Општа болница Гевгелија со случајот на Маја Кадиева, денеска веќе сме меѓу граѓаните од Гевгелија такси превозниците како прва политичка партија која излезе да ги слушне барем граѓаните што зборуваат во Гевгелија. Некој што е одвоил парични средства да купи некоја возило и да заработува за сопствениот леп и да го однесе дома, мислам дека можеме да прераснеме многу повеќе. Ако се веќе навратиме на тоа со колкава бројка на пристапници, така наречени, располагаме до вчера, значи
подполнување на пристапници и електронско пополнување кој што веќе го имаме на нашиот вебсайт, малку сме понапредни од другите политички партии, е бројка од 1372 члена, која што не значи дека таа бројка ќе остане тука или ќе оде нагоре. Значи, граѓаните веќе ја препознаа Народно движење за Македонија, ги препознаат неговите водачи, го гледаат нивната програма која што е изработена и го гледаат тоа кои луѓе излегуваат денес на терен меѓу граѓаните, меѓу гевгеличани, кои што штрекуваат од едната страна и го барат парчето леп, и од другата страна повторно гевгеличани облечени во сиња униформа кои што го бранат сопствениот леп. А ќотекот им е заеднички. Дали треба ова на Гевгелија да се случува? Имаме градоначалник, имаме советници. Каде сте? Зар тие не се ваши граѓани кои што ги плаќаат сите давачки на оваа држава, општинските давачки? Измисливте и некои давачки кои што никогаш ги немаше. И тие ви ги платија. Поставете ги да работат. Не бараат тие ништо друго. Бараат само дома да однесат парче леп, кои што, нажалост, двете политички партии кои што едната од другата се надмудруваат кој колку украл, а другите кој колку оставиле. Докаде одиш, Гевгелио? Сакате да имаме модерен град, сакате да имате модерни луѓе, повелете, дојдете во канцеларијата на Народно движење за Македонија, видете нашата програма, да се увериме дека повторно ќе одиме напред, така како што умееме и како што знаеме. Повелете, придружете ни се. Благодарам. Ви благодарам. Господине Бачев, еве господинот Станков кажа повелете за члените се, бидете дел од Народното движење. Ќе ве прашам, зошто сега? Зошто дури по 20 години се разбуди дел од народот, па реши дека време на владеачките партии да отстапат место на други? Па видите, факт е дека 20 години требаше за да поминат. факт е дека во Македонија двете партии, ВМРО ДПМН и СДСМ 25 години се менуваат на власт, но од друга страна факт е дека на земјата не оди добро. Од тука сега јас сум длабоко убеден дека на овие избори што ќе престојат дали во април или во јуни, македонскиот народ и сите граѓани најпосле ќе се охрабрат и ќе го разбијат тој двопартизам кој што владее во овие 25 години. И во таа насока еве како што спомна и нашиот председател на општинскиот комитет, ние работиме на една иницијатива на нов политички блок кој што треба да излезе на овие избори. Сега зарад некоја коректност не би спомнувал имиња на други субјекти, но сме во преговори со 3 партии и околу 8 здруженија. Така да се работи на една иницијатива, на еден формирање на еден блок кој што би бил составен од партии, здруженија, од мислечки луѓе, така и поединци, интелектуалци. И сега за сега добро одат работите. И јас се надевам дека во догледно време ќе го промовираме во јавноста тој ток и се надевам дека граѓаните ќе ја препознаат нашата политичка платформа, нашата политичка програма, бидејќи во 25 години гледаме имаме само две опции кои што само лажат, крадат, затвораат од политички причини, по потреба дури убиваат. Имавме некои такви нарачени немили настани во овие 25 години и јас не знам дека овој пат значи веќе време да се развие тој двопартизам и да го направиме тоа што се случи. Еве не треба да одиме многу подалеку во сите околни земји. Например, кога ги земеме Грција, Бугарија, Србија, Албанија, таму веќе тие две партии 90-та година кои што беа пандан на ВМРО ДПМН и СДСМ, таму веќе се разбиени. Станаа трети или четврти партии во тие земји. Уште во Македонија стои таа црно-бела слика, тој двупартизам меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Така ние сега се надеваме дека на овие избори ќе направиме на политичка сила која што ќе го разбие тој нивни политички монопол на политичката сцена во Македонија. Во моментов Македонија се наоѓа во, можеме да кажеме, две кризи. Политичка криза во Македонија и мигрантска криза. Со господинот Тодев ја отворивме темата мигрантите на поминување низ Гевгелија, проблемот со таксистите. Како вие ја оценувате Македонија како земја која се грижи за транситот на мигрантите и како оценувате дека Македонија се снаоѓа во оваа криза? Видите, ова е една криза која што има многу подлабока суштина. Криза која што е режирана на многу повисоко ниво, која што ги надминува границите на Македонија. И сега тука ние, да кажеме, што ги гледаме тие потресни слики на телевизиите, не треба народот македонски, да кажеме, посебно најодговорните субјекти да паѓаат тие емоции, бидејќи те се намерно дозирани. Тие снимки што ги даваат со жени со мали деца, како одат, значи во позадина тука се случуваат многу покрупни работи, така да Македонија, еве така да кажам некој, посебно во политичките кругови е позната таа зелена трансферзала.
зетар кој што викаат, кој што треба да минува низ овие простори со цел да се направи исламизирање. Така да оваа криза има многу подлабока суштина и македонскиот државен врв во никој случај не смее да прифати Македонија да стане тампон зона, како што се најавува, чака и да се наводно некои логори да се формираат на територијата, бидејќи тоа ќе биде многу опасно. Сметате и вие дека Македонија треба да остане транзитна земја со место Транзитна земја, така во никој случај. случај не смее да биде тампон зона со некакви бегалски логори во државата, бидејќи тоа сериозно. Ние преживеавме на таква тешка травма 2001 година кога имавме околу 300.000 албанци од Косово кои што беа исто така згрижени. Во Македонија тие до денеска оставија големи последици, влијае врз демографската структура на населението во земјата, така да македонскиот државен врв треба да пречека подготвено, посебно безбедносни служби, а во контекст на протестите што се тој спор меѓу македонски железници и автобуски превозници, јас само тука можам да кажам дека жално е за една македонска влада, за македонската држава, за земја со буџет од 3 милиарди евра, да ја втурнува сега македонски железници тука да собира пари во буџетот од тие такси што ги плаќаат од мигрантите за превозот со железници, така да треба е напад на владата да им дозволи на тие автобуски такси превозници да се вршат работата и тие наводно да се плаќаат давачките, што спомна и Гоце, многу е лесно да кажеме да се направи таа евиденција од границата од Богоровица до Табановци, тој конвој со такси превозници и автобуски превозници, и не држи таа изјава што ја пласираат од владените функционери дека мора да има железнички превоз заради безбедноста на земјата. Тоа не е точно, бидејќи таа рута може да се направи со автомобили и со автобуси. А од друга страна државата се знае зашто служи. Незините државни органи само треба да ја гарантираат безбедноста. Во тие мигранти да нема припадници на терористички групи кои што треба да преземат некои други активности, тука треба да работи државата својата задача, а не да се конфронтира во бизнес релации со таксистите за смешни суми за една организирана држава со собствен буџет, сега да ја полни, да кажеме, касата на македонски железници со таксите што ги земаат од овие мигранти што ги наплаќаат за превозот. Така да моје мислење е дека треба да им се дозволи на овие автобуски државни превози, локалната власт да се вклучи поактивно, бидејќи сите тие уредно си ги плаќаат, што слушаме денеска на протестот, уредно си ги плаќаат давачките, и за нас е незамисливо. Дори пред 2 дена имали немили ситуации и полицијата да го тепа сопствениот народ. Значи, уште еднаш ќе потенцирам државата да се ја врши улогата заради која што постои. Безбедноста на земјата, граѓаните и незините соодветни служби евентуално да ги откриваат тие припадници на евентуални екстремистички терористички групи кои што би били инфилтрирани во тие групи кои што транзитираат низ Македонија. Ви благодарам. Нашите гости остануваат во студио, а ние веднаш се враќаме по блокот реклами.